Опозицијата повикува на обединување во широк фронт против корумпираните политичари. Првиот човек на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски е дециден дека современа држава не може да се гради додека СДСМ и ДУИ се на власт, затоа повикува на обединување на сите политички чинители против, како што вели, владата која ја водела ДУИ, а ја администрирала СДСМ. Според него, ако политичарот си ја продаде честа, тогаш тој го предава и гласачот кој го дал гласот за него, но и нацијата. За суштинските прашања кои што денеска се главен предизвик за Македонија и за граѓаните во Македонија без разлика на нивната етничка припадност, главните, би рекол, промотори или главните експоненти на власта се представниците на ДУИ. Кога станува збор за економијата, кога станува збор за енергетиката, кој што се главен предизвик, тука се Крешник или Фатмир. Кога станува збор за национални теми, кога станува збор за евроинтегративниот процес, тука се Али, Артан и Бујар. Но кога станува збор за притисок и мобинг врз ВМРО-ДПМН, врз македонскиот народ, тука се Оливер, Вилма, Љупче и останатите. Ние треба да креираме фронт и да се обединиме против корумпираните политичари и анти-ДУИ фронт. Мицкоски веќе излезе и со идеја за намалување на бројот на пратеници во македонскиот парламент од 120 на 90. По примерот на Словенија вели дека драстично ќе се намали трошењето на парите од државната каса, оти како што вели, Македонија не може да си го дозволи тој луксус и да плаќа 120 народни избраници. Опозицијскиот лидер претходно веќе порача дека се подготвени да се откажат и од пржинската влада на 100 дена пред избори, но и да предложат менување на изборниот закон и ке Македонија да стане една изборна единица. Помалите партии кои се дел од власта веќе дадоа поддршка на идејата на Мицкоски за намалување на бројот на пратеници во парламентот. Демократскиот сојуз на Павле Трајанов и ЛДП на Горан Милевски се согласни за неговата понуда за една изборна единица.